Се наоѓаме во моментов пред, како што гледате во позадина, Олимпискиот стадион. Тука се одвива Олимписките игри во Барселона. Одмак до нас, односно до Олимпискиот стадион, се наоѓа и палатата Сан Жорди, во која што ќе се играат осмина финалните надпревари. Во моментов е 2 часот, значи за 1 сат и 15 минути токму во оваа сала, во салата Сан Жорди, ќе се одигра осмина финалето помеѓу нашата репрезентација, помеѓу Македонија и Германија. Нашите репрезентативци одморија една ноќ, сабајле имавме можност да се видиме со некои од нив во хотелот, одморени и максимално мотивирани за ова осмина финале, ќе го дадат својот максимум, ветија дека целата негативна енергија ќе изразат токму против швабите и дека сигурно ќе извојуваат победа. Останува само еве да им држиме среќа и она што многу пати го кажувам, моментот на удар во пречка па надвор од линија денеска да се претвори во удар во пречка или во статива па внатре во гол. Еднаш и среќата на нас македонците да ни се насмевне. Им посакуваме се најубаво, а со повеќе информации ќе се јавиме малку подоцна. Non mi svegliate, ve ne prego, ma lasciate che io dorma questo sonno, sia tranquillo da bambino, sia che puzzi del russare da ubriaco. Perché volete disturbarmi se io forse sto sognando un viaggio alato sopra un carro. Еве сме меѓу нашите повторно. Куле, легендата на македонското навивање овдека со нас. Куле, вчера организацијата овде на светско првенство го направи најголемиот срам до сега што се случил на сите светски првенства во ракомет. Ја до сега немам видено една репрезентација 12 сати да патува. Ете, пак се погоди, малерозно или не, нашите репрезентативци заедно со исландјаните 12 сати патува од Севилја. Во контакт со нашите репрезентативци гледаме дека се мотивирани и дека целата негативна енергија сакаат да изразат на швабите денеска. Па еве ти како човек што не пропушта големи настани, што мислиш осмина финале, прв меч Македонија-Германија? Па вака да знаеме дека репрезентативците толку ќе се малтретираат по аеродромите и по авионите, ќе им го даеме нашето коме да стигнат сабајле и да бидат одморни. Инаку дојдовте со комбе од Скопје. Ние инаку дојдовме со комбе од Скопје. Од Севилја дојдовме навака со комбе. Да знаеме ќе им го даеме. Ама добро, што е тука е. Веруваме во нашите репрезентативци дека ќе бидат одморни за денешниот надпревар. И имам голема предосеќање дека денеска Германија ќе падне. После тоа крстуваме со победникот од Србија. Од Србија Шпанија, без разлика кој сака нека падне, само нашите да се во форма, да се единствени, да изиграат машки и мислам дека не треба се плашиме од никого. Дечките се топ спремни, ако изиграат со ладна глава и паметно, не се плашиме од никого. Кој сака нека дое. И после, ако победиме нормално, одиме со песмата. Златна, сребрена или бронзена, дојдовме по
Чекај, стој. Само уште едно прашање за Куле. Куле, дојде со комбе со мене. А со шо ќе се вратиш да те прашам? Стани. Пошто комбето е така таксирано да мора вечер да се врати, ние остануваме. Нека прати некој авионче да не собере од тука. Лаже, дојдовме со комбе, се враќаме со медаља. Ај сега. Come on. Sorry, mate. Where are you from? Yes, I'm from German. From German. Oh! What do you think for this game? Oh, this game, German win with 2 games. No. 28 to 26 for Germany. No. No? Today Macedonia win. Oh, I hope it will is a good match for Yes. both teams, and the best will win. Yeah. Okay? Okay. Денеска Good Македонија. luck. Good luck. Морам да преведам што кажа германецот. Денеска вика Македонија победува. Браво. Ете. Овде меѓу навивачите и Емил се дружи со години, оди по големите такмичења и убеден сум дека и он има што да каже за денешниот меч. За жал се случи тоа што се случи вчера, меѓутоа нашите репрезентативци знаеме дека ќе изгинат на терен и баш уште помотивирани се. Сите мислат дека тоа негативно ќе влие. Ја субјективно, ама искрено мислам дека позитивно е тоа што ни го направија вчера сите оние лица од ИХФ и шпанците како организатори. Што мислите за денешниот меч, за денешно прво осмина финале? Па јас мислам дека ние сме навикнати како македонци на мака да се познаваат јунаците и мислам дека ќе биде дополнителна мотивација да направиме позитивен резултат денеска. Знам дека Германија синоќ имала ноќ на мора, тоа го изјавив по другите медиуми вчера завчера, кој што ме прашува. Едноставно знам дека ќе играат дечките со срце и дека ќе победиме Германија, па понатаму во четвртфиналето мислам дека ќе биде малку полесно. Во секој случај сметам дека гледате атмосферата одлична меѓу навијачите тука, иако сме ние малку, можеби бевме 10 пати помалку од данските навијачи во Севилја, меѓутоа навивањето беше барем 3 пати погласно од нивните навивачи. Сето тоа доволно зборува. Денеска исто гледаме тука дека доаѓаат доста германски навивачи, меѓутоа мислам дека македонското срце и македонскиот менталитет ќе си го направат тоа што е, уште дечките да изиграат како што треба и дека ќе направиме позитивен резултат за радост на целата наша нација. Ако победиме, убава анализа, слушнав преска од тебе дека сите очекуваат Шпанија во четвртфиналето, ти кажа нешто друго. Не, јас се очекувам во четвртфиналето Србија, бидејќи мислам дека на шпанците не им лежи Србија, ако прочита по медиумите дека тактизирале дека со Хрватска да ја изгубат утакмицата за би играле со Србија. Моето предвидување е дека Србија ќе се пласира во четвртфиналето, а ние знаеме нам колку добро ни лежи Србија. Тие едноставно се плашат од нас и мислам дека ако ја поминеме Германија дека многу полесно понатаму ќе ни биде и за до патот до полуфиналето, а понатаму Господа биде со нас и да им донесе малку среќата. Еве и Саши и Борче се со нас, ги пратат првенствата ракометни дури од Хрватска, па специјално од Прага дојдени овде во Севилја, па еве и во Барселона. Илјадници километри поминати, се со македонско срце и за македонската кауза. Што мислите денес? Осмина финале, Македонија игра со Германија. Ја мислим дека многу позитивна атмосфера и дека се ќе дајме срце на терен, а немците ни седат, германците ни седат, мислам дека ќе биде како што треба се, да. Должници сме им на швабите од Србија. Должни сме им да ги победиме. Тоа зборам, должни сме им една победа. Така да, што мислите вие за денешниот меч? Прво осмина финале, ќе го пукнеме ли мразот позитивно? Значи, ни одговараат 100%, мислам ги сакавме, не ги сакавме французите. У Хрватска имавме несреќа, Кире му дадоа црвен за џабе. У Србија утна Манасков контра на минута за пред крај за да победиме. Сите ги посекуваа нив, просечна екипа, зборев со ракометарите, Филип ми е брат. И сите ги сакавме германците, значи денеска е противник као што сакавме. Пред 1 сат бевме во хотелот каде што е сместена нашата репрезентација во хотелот Принцес. Попозитивни не биле нашите, помотивирани исто така не биле, така да без тренинг да имаат, значи немаат тренинг, не осетија салата. Гледаат 2 видеа, знаат со кои играат. Само уверени се 100%. Значи тоа ни треба.
Одлично. Нема, значи трошка страв, знаат дека денеска може све да се деси, ама они си веруваат у своите можности дека денеска победуваме. Одлично. Еден поздрав до сите македонци што во Македонија остана, што ги бодрат нашите на малите екрани и што нема можност да дојдат овде во Барселона. Што би им препорачале? Ништо, дека дадат све од себе, секој глас, секое дерење, секое викање придонесува, тоа е енергија, значи дополнително што ни помага да идеме понатака. Се чувствува енергијата и 1000 километри, само нека стискат палци. Ајде. Имаме овде најмладиот навивач во Барселона, беше и во Севилја. Како се вика? Јас се викам Кристијан и поздравувам сите што се во Македонија и што се пред малите екрани и се надевам денеска на победа. Ти се свиѓа ли оваа атмосфера овде што ја прават Супер е. македонските навивачи? Да, супер е. Ова е мало да ми е на сите што може да дојдат во Шпанија. Една мала прогноза за резултатот, со колку ќе победи Македонија? Па сега не знам Може се. ќе бидеш среќен, може ќе победиш. Па мислам ако победиме дека ќе победиме со 2-3 разлика. Што би им порачал на сите оние што останаа во Македонија што не можеа да дојдат еве специјално? Ако идеме во четвртфинале да дојдат, да паѓат. Сигурно ќе има организиран чартер. Deutschland, Deutschland, auf Wiedersehen!